Добро, дали се слушаме? Да. Штовани слушатели, денес разговор ќе водиме со новинарот Мирче Адамчевски, човек кој ги познава доста, работите во Русија, затоа што таму беше новинар од 93 година до 96 година, спрема моето знаење, и затоа го имаме денес гости на македонската радио програма да разговараме околу состојбата или пак војната во Украина и последиците, или како дојде до таа војна, како се одвива сега војната и последиците од таа војна. Господин Адамчевски, добар ден и добре дојдовте на македонската радио програма. Добар ден, ви благодарам на поканата и поздрав до слушателите на македонската радио програма Triple Z. Така, ви благодариме што се одзвавте, одваживте да одговарате на нашите прашања. Вие сте добар познавач на руските состојби. На 28 февруари започна војната, односно Путин тогаш нарече специјална војна, нели, или специјална акција, како беше тоа? Специјална воена операција. Да, специјална воена операција. Таа специјална воена операција ве гледаме сега, веќе стигнува скоро еден месец. Интересно е со вас да поразговараме, бидејќи вие ги познавате приликите во Русија, бевте таму дописник од 93 до 99 година и баш токму во тие години се случуваат тие големи преврати. Обично ова ве прашувам затоа што, господин Адамчевски, светот, не само во Македонија, нашето општество што е поделено на проруси и антируси или проукраинци, ние секако жалиме за жртвите, жалиме за украинците, жалиме за сите жртви кои се до денес нанесени на украинскиот народ. За тоа што се случи. Меѓутоа, сепак ние би сакал да ги извадиме корените, суштината од каде произлезе оваа војна. На Путин не му текна во 24 сати или 5-6 месеци, па ќе направи на ваква војна како што е направе. Најнапред ме интересира мене да започнеме со прашањето дали вие бевте тогаш во Русија, дали се сеќавате како се распаѓаше Советскиот сојуз, договорите на Горбачов со Соединетите Американски држави и НАТО, вклучувајќи Германија, нели, тука паѓањето на Берлинскиот цид. И моето второ прашање е како се турна, односно како се распадна Советскиот сојуз и одма дојдоа на власт тројца председатели. Значи, вака, јас ја следев многу настаните, пред да заминам во Русија, ги следев развојот на настаните во Русија. Веќе го спомнав и паѓањето на Берлинскиот зид. Јас се известав во 89 година, бев известав од паѓањето на Берлинскиот зид. Бев сведок 2-3 недели, живеев во Берлин во тие денови. Но на паѓањето на Берлинскиот зид му претходеа голем број настани и пред се голем број активности меѓу Америка и тогашниот Советски сојуз, и договори дека мора нешто да се промени, да се постави некаков нов свет, некаков нов живот, да има промени во светот. И главни носители во тоа време, прво беше преговорите беа на Реган со Горбачов, а потоа на Џорџ Буш постариот со Горбачов. И во тие преговори беше речено дека еве ќе се направат промени кои ќе водат во мир, па дека Русија ќе овозможи присоединување на Источна Германија со Западна. Меѓутоа, под разговорите зборувано дека НАТО нема потреба да се шири, и нема потреба, нема да се шири на исток. Значи, особено нема да биде лоцирано во Источна Германија. Значи, тие имаат трупи во Западна, нема да бидат лоцирани во Источна Германија. Меѓутоа, тоа подоцна се покажа дека сето тоа се заборави, затоа што Горбачов верувал на ветувањата на зборови, иако има белешки конкретни пишани и од Джеймс Бейкер, тогашниот американски министер за надворешни работи, мислам беше. Но еве пред некој ден излегоја и документи
во германскиот Der Spiegel, исто така, значи во германското министерство за внешни работи има писмени документи дека не треба да се шири НАТО на исток. Но како и да е, работата се заврши, Германија се спои. Во почеток ништо не се зборуваше за ширење на НАТО на исток, но полека работите почнаа да се менуваат. Во Русија, во Советскиот сојуз тогаш почнаа да вријат, работите имаше многу амбициозни политичари во Русија, во Белорусија, во Украина и во другите земји, кои што на бранот на желбата за промени сака да има независни држави, односно да се направи некаква заедница на независни држави, но да не постои, да се распадне Советскиот сојуз. И тројцата председатели на Русија, председателот Борис Елцин, на Украина Леонид Кравчук и на Белорусија Станислав Шушкевиќ се собраа во еден пансионат во Беловешката шума во Белорусија и после кажуваат, мислам има и факти тоа и голема вистина се додека се капеле во бањата заедно, си пиеле пиво и се договарале за распадот на Советскиот сојуз. Откако се договориле, тоа е договорено, прва работа Борис Елцин го кренал телефонот и го известил председателот на Америка Буш дека готово Советскиот сојуз се распада, не постои. Просто биле вџашени американците од таа вест. И наместо да се јават тие прво кај својот председател, му кажат, потоа го кренат телефонот, му се јават на Горбачов, знаете што, ние се договоривме дека Советскиот сојуз треба да се распадне, дека ќе правиме, не знам, понатаму ќе видиме како што и да е, а Горбачов веќе имаше подготвено еден сојузен договор, значи да се направи нов сојуз, кој што беше поддржан и на референдум, 70-80% беа за тоа од населението во Советскиот сојуз. То гледаме како да работите и така се распадна Советскиот сојуз, настана 3 посебни држави, настана и други, Казахстан, во Азија, што се на Кавказот, сите тие си добија своја независност и своји држави. Од тука наум почнуваат посебните приказки, се развиваат 3 приказки. Едната приказна за Белорусија, другата приказна за Украина и трета приказна за Русија. Многу е важна приказната за Русија, секако не се помалку важни други. Остана многу, затоа што остана многу нерешени, речиме, прашања, особено меѓу Украина и Русија, како што е прашањето на Крим, а и исто така и на тамошните односи, како ќе се развиваат меѓу тие две држави. Значи, зародишот на нерешените прашања е токму после стекнувањето на 91 година, стекнувањето на независноста, кога не до крај се решени сите спорни моменти кои што утре други ден може да доведат до нешто, а видовме како доведува 2014-та со Крим. Ќе се вратиме на 2014-та, сакам. Така, значи тоа беа почетоците на распадот на една голема империја и почетоците на живот на 3 независни држави. Така, за слушателите и македонската јавност ме интересира да објасните првиот удар Соединетите Американски држави и НАТО му го нанесија на Јелцин 97 година, 98 кога во НАТО нели беше договорот со Америка и Русија да нема проширување на НАТО кон исток. Но тие во тоа време ја примија во НАТО Унгарија, Полска и Чешка. Тоа беше еден силен удар на Русија од страна на Соединетите Американски држави, кои знаеме дека имаат своји национални интереси и тие не откажуваат од тоа. Реакцијата на Русија околу тоа и уште едното прашање ќе види понатаму. Значи Путин доаѓа на власт 2000 година, така? Да, 99-та крајот према 2000-та пред нова година Борис Елцин го назначи за негов заменик, значи се откажа Борис Елцин од функцијата председателска и во 2000-та година пролетта беа председателските првите избори председателски на кои што Путин победи.
Така, моите сознанија велат дека Путин ги замолил Соединетите Американски држави и НАТО да станат членка на НАТО, Русија да биде членка, затоа што немаат некои разлики, немаат непријатели, ако дојде некој непријател, заедно ќе се бранат, но биле одбијани. Втората работа е американците се прошируваат и НАТО со балтичките држави, со Естонија, Латвија, Литванија, а понатаму сакам да ги образложите овие две работи и да го образложите Букурешт, самитот во Букурешт на НАТО и предлозите да се примат Украина и Џорџија во НАТО. Грузија, да. Значи Грузија, да, ние викаме. Да, Џорџија, да, Грузија е кај нас. Значи работите одеа многу добро за Русија по првите години, кој имаше јас кога бев многу сиромаштија, многу криминал, многу економски проблеми, меѓутоа тогаш дојде после Џорџ Буш, дојде Клинтон. И со Клинтон Борис Елцин навистина изградија некакви многу добри пријателски односи. Меѓутоа, очигледно, вие веќе спомнавте, интересот е посилен и од пријателството. Значи, додека има интерес, машината ќе врти, меѓутоа, ако мојот интерес надвладе над вашиот, тогаш нашата машина заедничка нема да работи. Така беше и со американците и затоа 97 година Борис Елцин беше многу луд на неговиот другар, тие дури така се ословува еден со друг. Мојот другар Бил, мојот другар Борис. Значи, толку така присто беше нивното пријателство. Меѓутоа, гледам интересот дури над другарството и над пријателството. И токму поради тој интерес и првите нови членки влезени вие ги кажавте, во НАТО 97 година, предизвика огромно незадоволство во Русија и Борис Елцин беше многу луд. Меѓутоа се покажа и има и мемуари на Строуп Талбот, советникот на Борис Клинтон, кој што кажува дека со Борис Елцин можеле многу лесно да се разберат, кој ќе седнале на чашка муабет и ќе се спротивставал, па кој ќе се напил маша, малку ќе поминала нека работа што сакале да помина американците. И многумина до ден денес му забележуваат на Борис Елцин, иако тој веќе е покоен, и му забележуваа и тогаш и сега за неговиот мек однос кон американците, односно за тоа што дозволувал да седнува, да пие со нив и да не води сметка за заштита на руските интереси, како што му забележуваат и на Горбачов, затоа што него ставил црно на бело фактот и тврдењето на Западот дека нема да се проширува НАТО. Значи, се разговарало, документирано е, меѓутоа никаде во никаков документ тоа не е ставено. Но сето тоа помина 97 година, големата лутина на Борис Елцин помина, од тогаш почна да се заладуваат односите. 99 година, кога НАТО почна да бомбардира Југославија, Евгений Примаков, кој што беше тргнат на пат кон Америка, на пола пат го сврта авионот, се врати назад и се смета дека тогаш тоа е почетокот на непријателство, него на заладените односи меѓу Америка и меѓу Русија. 99 година на крајот Борис Елцин веќе изнемоштен, но и практично тој беше болен од срцето, имаше големи проблеми, од пиењето и меѓутоа беше под притисок натре од одредени кругови и Борис Елцин се повлече и го назначи Владимир Путин за негов наследник и Путин во 2000 година стана председател, почна неговиот прв мандат председателски. Тие години, 2001 година, кажавте вие, влегоа балтичките земји, трите балтички земји во НАТО и Русија не го прифати тоа добронамерно, меѓутоа, знаете што, Америка никој пат не ги признала балтичките земји како дел од Советскиот сојуз. До распадот на Советскиот сојуз тие за Америка беа како три самостојни држави. Во сите документи што биле во Америка се воделе како посебни држави, иако биле дел од Советскиот сојуз. И тие
на тој начин смета дека еве сега е моментот 2001 година, она што го имаме ние као дел од нашата историја, што дека не сме ги признавале како дел од Советскиот сојуз, можеме да ги приклучиме во НАТО. И ги приклучија. Во НАТО и Русија многу не реагираше. Во тој период, до 2007 година, Русија имаше неколку обиди и Путин дури со Клинтон вака му намекнал, демек, што мислиш да бидеме да бидеме членки на НАТО и праќале сигнали преку други, преку политичари на пониско ниво. Меѓутоа, Западот според некои извори, или ги игнорирал тие тврдења, тие прашања на Русија, или сметале дека Русија мора како сите членки да биде на испит, значи 2-3 години подготовки, 4 години да чека во чекалница за да влезе во НАТО. И нормално Русија као се смета за голема сила, дека еве ние сме две држави, можеме да направиме голема работа за ако сме заедно за безбедноста во светот, за безбедноста во Европа, но очигледно во Америка, бидејќи знаеме дека таа е главниот креатор на политиката и во НАТО, и очигледно и во Америка имало сили кои што сметале дека Русија не треба да биде членка на НАТО, односно знаете, ако нема НАТО непријател, нема зошто да постои. Значи мора и тоа е политиката и на Америка. Значи мора да имаме некој непријател за да можеме да. Ако немаш непријател, што ќе биде организацијата? Не, Варшавскиот пакт се распадна. Советскиот сојуз кога се распадна и Варшавскиот пакт, сите земји, Полска, Москва се распадна, си отиде и во НАТО ги примија. Значи можеше по таа логика, ако нив ги примија во НАТО и Русија да ја примат во НАТО како дел од Варшавскиот пакт. Меѓутоа, очигледно други биле интересите на Америка. Ти требаше да измислат непријател во Кина некаде таму. Па, ама не, сега е Кина новиот непријател. Кина допрва ќе биде Кина. Допрва со Кина ќе се, затоа што тогаш ќе има добри односи со Кина. Кога се распаѓаше од Советскиот сојуз, Америка имаше многу добри односи со Кина и тогаш практично беа поставени темелите на кинеското чудо кое што денес Кина е огромна земја, меѓутоа благодарејќи на соработката со Америка во тие години. Да се вратиме назад на критичната година спрема мене 2008 година и Букурешт. Ќе ви кажам тука, значи морам да се вратам една година поназад, 2007 година, на Мюнхенската конференција за безбедност учествуваше и Путин. И тогаш Путин имаше еден многу жесток говор во кој што отворено ги праша: што правите вие, што сакате, докаде ќе одите со НАТО? Значи 2007 година рече: зошто гледате вие во нас, не гледаме непријатели во вас, што правите? Што преземате такви чекори? Докаде ќе одите? И многумина после тоа река Путин, како вика, Путин рече: ние вика нема да останеме, ние ќе си преземеме наши чекори. И многумина рекоа дека тоа е почетокот на новата студена војна во светот, односно во Европа. 2007 година зборовите на Путин. 2008 година доаѓа во самитот во Букурешт, каде што требаше да се примат Македонија, Албанија и Хрватска во НАТО. Знаеме што се случи со Македонија, знаеме за грчкото вето од Македонија и покрај ден претходно пред да донесат одлуките, Џорџ Буш помладиот рече дека Америка, дека утре Македонија и Албанија и Хрватска ќе станат членки од НАТО, но видовме дека ништо тоа не излезе, вечер да се премислиле, грците ставиле вето. И беше донесена една одлука дека може, дека се отворени вратите за НАТО, за Украина и за Грузија. Да, покана имало, да. Да, ќе се отворени вратите, ќе се нема покана, биле против Германија и Франција. Тие биле против. Е така што од тогаш нао почнува приказката за Грузија и за Украина и за нивниот влез во НАТО. Видовме 2008 година што се случи со Грузија во август, кога председателот нивниот тогаш Михаил Саакашвили нападна нападна Јужна Осетија, каде што имаше руски мировници, меѓутоа русите имаа многу војска од другата страна на границата и почна една војна и за 2-3 дена ќе беа влезени за малку и во главниот град на Грузија, Тбилиси, но благодарение на председателот Саркози, францускиот, кој што го замоли Путин
да прекине војната, тие не влегоа во Грузија и беше прекината војната и се повлекоа. Значи тоа беше една од последиците после сигналот за влегување на Грузија во НАТО. Од 2008 година наваму се случуваат уште неколку работи. Ајде да искоментирате, ве молам, да го искоментирате февруари 2014 година и рушењето на Јануковиќ, нели? И Да. Порошенко, нели? Тогаш Америка преку Порошенко влегува во Украина. Да, имаме тука морам малку само една реченица плюс дека во Русија Не образложете го тоа, вие образложете. Ќе го образложам, добро. Само да кажам дека кон Русија, кон Украина, кон Крим, во Русија од секој пат имало и политичари цело ова време до 2014-та, дури Јуриј Лушков, градоначалникот на Москва и други политичари кои што сметале дека Русија мора да си го земе Крим. Сега доаѓаме 2014 февруари. Значи пред февруари, 2-3 месеци наназад има огромни протести во Украина, поттикнати од незадоволство, да речеме, од политиката, од економијата, а председател е Јануковиќ. И тек на време тие се повеќе и повеќе се зголемуваат протестите, а особено кога кон нив се приклучуваат екстремните десничари во Украина, кои што Путин ги нарекува нацисти. Тие се сега батальонот Азов, батальонот Азов и има уште еден батальон Ајдар, тие два се. И тие се малку, но се многу милитантни. Се извинувам, господин Адамчевски, тие се продолжена рака на Бандера. Токму така, тие се продолжена рака на Стјепан Бандера, човекот кој што во Втората светска војна се приклучи кон фашистите и на страната на Хитлер. Беше и има извршено многу злосторства и во Полска, и во Украина, и особено кон евреите. Така што, значи, тие се продолжена рака на Бандера. Би реков, тие се многу малку. Кога одат на избори во Украина, тие немаат ни 1% од гласовите на освојуваат. Но се многу милитантни, многу се гласни, многу се екстремни. И им се плашат просто во Украина, па дури и сегашниот претседател им се плаши. Меѓутоа, голема работа тука заврши Америка, во сето тоа, во Америка, и во февруари 2014 година, кога кулминираа сите судири, кога почнаа луѓе да гинат, провоцирано, не провоцирано, почнаа да гинат луѓе меѓу тие луѓе што протестираа, дојде трошена делегација од Европска унија, сегашниот председател на Германија, Франк Валтер Штајнмајер, беше од Германија, сега е председател, тој беше министер за надворешни работи, дојде текна францускиот министер за надворешни работи и полскиот министер за надворешни работи. Тие со Јануковиќ потпишаа документ дека ќе почнат преговори меѓу опозицијата и власта за смирување на ситуацијата, за прекид на протестите, за нови избори и промени кои ќе бидат. И сето тоа кога се направи, во тоа време беше таму Викторија Њуланд, сегашниот втор човек на Стейт департментот, и која што тогаш даде една изјава, беше незадоволна од овој договор, меѓутоа имаше снимка соопштено, ја снимиле, во која што вика, да не биде безобразен, која онаква Европската унија. Која онади? Да, која онади Европската унија, тоа на англиски убаво звучи. Ја имаа снимено, ја пренесоа таа изјава и вечерта стануваат големи протести, уште поголеми, собери на опозицијата, поддржана од Америка, и Јануковиќ има многу служби кога известува дека му се подготвува најлошото и бега од Киев, заминува на југот, па во Крим и од Крим во Русија. Од тогаш настанува новата ера на Украина, се распишуваат нови избори. Во меѓувреме Порошенко, новиот председател кој ќе дојде, исто беше многу активен против Јануковиќ на тие говори, на протестите се излегуваше, зборуваше против Јануковиќ. И стана тој, иако е олигарх, стана новиот председател на Украина. Се до изборот на
Зеленски од сега, да Зеленски. Да. Сега тука можеме значи да таа основата, можеме ли да заклучиме дека ова основата поставена од Соединетите Американски држави за која е префрле чашата. Некои зборуваат, и јас исто имам и забележано и читано и гледано, дека овие два батальони Азов и овој другиот што го рековте Ајдар 14 се приватни војски тие приватни војски биле пуштени на Крим и во Донецк, во Донбас. Да, и Донбас. И дека убивале, кастрирале луѓе и секакви работи правеле. Значи, вака сега. Тогаш 2014 година Путин виде како е што е работата, меѓутоа веројатно се подготви претходно, прати, така ги вика, нели, зелени човечиња на Крим и без испускен куршум тие освоја го зедоа Крим. Се подготви референдум таму и народот гласаше за присоединување кон Русија и тоа подоста со промени во уставот руски стана стварност. Но овие два батальона кои што ги спомнате, тие се финансирани од олигарси. Од олигарсите купуваат оружје, олигарсите ги вооружува и ги возила се што тие заминаа во Донбас, каде што е претежно руско население и некаде има и рускојазично население. И почна тоа население сакаше исто така како на Крим да се избори за некаква независност или затоа што првата одлука на новата влада на Порошенко што беше укинување на рускиот јазик. Иако до тогаш тој имаше знак да беше втори јазик во државата, значи, затоа што повеќе од половина населението го зборуваше тој јазик. И тоа ги иритираше руските и руското и рускојазично население, кое што се крена на бунт и почна да ги освојуваат локалните административни седишта во Луганск, во Донецк и така натаму, па и во Харков, па и во Мариупол, значи постоеше каде што сега се водат борби. И тогаш беа пратени овие два полка, беа пратени едните кон Мариупол, другите кон Донбас и беа извршени голем број злосторства за кои што сега многу мене не сакаат да слушаат, а да не забораваме дека Азов е на црната листа во Америка. Да. На црната листа. И сега тие го поддржуваат овој нацистички, да речеме, на црна листа е ставен, а сега го поддржуваат во ова време. Така што во тие борби што беа, успеа, ја ќе наречем сепаратистите руски, со помош од руски доброволци, да освојат по 1/3 од административните територии на Донецката и на Луганската област, успеа да заземат Крим, рековме веќе е заземен. Да. Мариупол не го зазедоа затоа што Путин им рече да прекинат на барање на Франција, која што замоли, деве ќе направиме, или ги Германија и Меркел, ќе направиме нови договори, нека прекинат борбите. Иначе Мариупол тогаш кога беше распадната украинската армија, лесно може да го заземат. И после тоа почнаа преговорите беше Мински договор 1, па после Минскиот договор 2, со кој што се утврдуваше на тамошниот развој на Украина како општество, како држава, се разбира со определени права дадени на русите во териториите во Луганск и во Донецк. За жал, 8 години не беше ништо направено на тој план. Јас сетам дека тука најмногу се виновни Франција и Германија, кои не успеа да ја притиснат Украина да ги спроведе договорите. А што беше главно во договорот? Ако се сеќавате, кај нас кога беше војната 2001 година, не седнаа во Охрид, се направи Охридскиот договор, да го смениме уставот, така, да направиме децентрализација, да водиме сметка за јазикот, да има амнестија на борците, но не за војни не за војни злосторства, да нема амнестија, иако кај нас и за тоа амнестира, не е битно сега. И тие работи прилика Бадинтер исто така. Бадинтер, да. Многу е важен Бадинтер. Сето тоа беше ставено. И ние тоа го подпишаме. Сега од прилика сето тоа е предвидено беше и во Минските договори. Меѓутоа, што се случи?
Украина не сакаше да го спроведе, иако е потпишан, таа го, значи го прифатила договорот, но не сака да го спроведе. А тој договор е заверен и во Обединетите нации, значи не меѓународен договор, не е тој меѓу две седнале 20 се договориле. Не сака да го спроведуваат. Јас сметам дека не сака да го спроведат од причина што ако им даде автономија, значи ќе добие голема автономија Луганската и Донецката област, тогаш ќе дојде во прашање да барат автономија и другите на северот или на западот на Украина, поготово на западот, кои што се украинци, кои што не сакаат, многу се нетрпеливи кон рускојазичните или кон русите. И може ти да барат автономија. И ако барат сите автономија, тогаш Украина ќе се претвореше во федерална држава, а федерална држава со право на отцепување. Така што, мислам, тука беше стравот голем, иако сметам дека доколку се донесеше сето тоа како што беше предвидено, немаше да дојде до оваа војна. Јас не гарантирам дека Путин не можел да нападне или некој друг, не е битно, но сметам дека ќе немаш тогаш оправдување, да рече, еве, ги малтретираат во Донецк, прават ова, прават она. Тоа беше. Значи тука доаѓаме до кулминацијата и реакцијата, тригерот или се тргна на чаркот од пушката и сега војната е започната. Војната е започната, од една страна американците велат дека ќе се борат до последен украинец, не праќаат жива сила, живи трупи, туку праќаат американците оружје, што беше и зацртано во 90-те години дека нивните сојузници нема да произведуваат оружје, само тие ќе произведуваат и некаде околу 30% од вработените во Америка работат во воената индустрија на Америка. И сега тука имаме едно големо трошење на оружје, но меѓутоа тоа изискува и побара големи жртви од украинскиот народ. Каде сега ќе ја фрлиме вината? И нападот на Русија не го оправдувам ни јас, вие веројатно не го оправдувате. Видете, нормално секој напад, секоја инвазија, војна интервенција не е за оправдување. Затоа што има многу цивилни жртви, многу има невини деца гинат, никако, тоа е за осуда. Секако тоа е за осуда. Меѓутоа, тоа ако е не значи дека не треба да дискутираме за причините за тоа, ова што го кажувавте сега. Значи мора и тоа да се отвори тоа прашање. Да не забораваме дека во Македонија нашиот претседател рече дека во ноември 2021 година веќе добил први знаци, известувања дека Русија ќе влезе во Украина, дека ќе ја нападне. Тоа значи дека знаеле тие дека Русија се подготвува за напад, а го знае и сите други затоа што руски војски имаше таму уште во март 2021 година, едно 100.000 војници имаше уште во март 2000, тогаш имаше мала криза, ама ја се стиша кризата. Значи речи цела година до февруари помина, руските трупи не се повлекаа воопшто од границата на Украина. Што значи дека се подготвувала Русија да влезе. Значи, како што Русија се подготвувала да влезе овако, така и Америка и Западот се подготвувале, не беа изненадени воопшто од влегувањето на Русија. Но не презедоа ништо да направат за да не влезе Русија во Украина. А како не превзедоа, продадоа оружје да се убива народ? Не, јас зборам сега за дипломатски, за политичките мерки, кои што може да бидат. Јас за интересите, да, војните, материјалните интереси се друго. Во декември 17 Русија им прати отворено писмо на Америка и на НАТО, по кој што бараше гаранции за својата безбедност. Американците и НАТО ги отфрлија тие нивни барања, не сака дискутираат, сака дискутираат за некои периферни прашања, а Русија бараше во нив, освен гаранција за собствените безбедностни прашања, бараше Грузија и Украина да не влезат во НАТО, воопшто, и да бидат као неутрални држави. Америка тоа не го сакаше, викаше секој е слободна земја, секој има право да што сака да прави. И така да не успеше тој обид на Русија политички или ултиматум, или да не успеа, го отфрли овие. Меѓутоа, меѓувреме, кажавте вие, ја работеа на подготовка на економски санкции, подготовка на воени санкции, секакви. И последиците ги гледаме. Војната тргна, оружје се носи веќе $2 милиарди, викаат оружје има дадено на американците, на украинците, но за жал
споменавте, че до загинување на последниот украинец. Таму тие нема така. А Украина моли, дајте зона на забранети летови, дајте ни ова да помогнете, вака помогнете, не сакаат овие. Не смееме да направиме ова, не смееме она, можеме само со оружје. И сето тоа што доведе? Доведе до една психоза антируска, во која што дури една Финска и една Шведска, кои што секој пат имале неутрален статус кон Русија, имајќи преди нивното минато како било историското, и сметале дека најдобро било со Русија да бидат неутрални. И веќе тие размислуваат, политичарите, не тие држави, него политичарите размислуваат за влегување во НАТО. А Финска можеби и нема да влезе во НАТО, меѓутоа рече ќе купиме 65 F-35 американски ловци, не знам колку милиарди долари коштат. Германскиот канцелар Олаф Шолц рече, Германија, која што досега не даваше многу пари за одбраната, сега 100 милиарди долари ќе дадеме за одбраната. Со тоа што тие ќе бидат после Америка има околу 700 милиарди долари за одбрана од овој годишто, Кина 250-270 милиарди, Германија сега со 100 милиарди ќе дојде на трето место, а на четврто место Русија со 67 милиарди. Тоа значи, ако некој прати берза, може да види на берзата како растат акциите на овие фабрики што произведуваат оружје на воената индустрија. Значи големи профити се остваруваат, а од економските санкции мислам дека компаниите ниедна доброволно не е повлечена од Русија, што ја напушта Русија. Ајде да се фатиме сега, господин Адамчевски, за интересот на Македонија и македонскиот народ. Нас не интересира тоа што знаеме и во Македонија знаат. Вие сакам да објасните подобро и така да образложите јасно со санкциите кои ги воведе Македонија спрема Русија, да не се увезува, колку ќе настрада македонскиот земјоделец, оние македонци кои многу тешко работат по македонските села, полиња и така натаму, бизнисмени. Така, значи Македонија со својата позиција, со својата поставеност мораше да се приклучи кон санкциите и нормално Америка бараше од Македонија да се приклучи кон санкциите. Не е тоа случајно, затоа што Америка и ден денес притиска врз Индија, врз Пакистан и други земји кои што не ги поддржаа, и Турција, кои што не ги поддржаа санкциите, уште ден денес ги притиска да се приклучат кон санкциите. Меѓутоа, тие не се приклучија. Јас сметам дека ние како земја, една мала, една слаба, една крепка држава, членка на НАТО, мораме да слушаме. Во таква позиција сме што мораме да слушаме и да водиме сметка што ќе ни каже, затоа што ние сме еден вид патронат американски. Ние не можеме да зборуваме, ние сме еден вид како Косово што е така и ние сме под патронат на патрони, ни се американците. И во политиката. И така што членството во НАТО не обврзуваше да се приклучиме кон тие санкции, намерите желбите да влидеме во Европската унија, исто не тера да се приклучиме кон тие санкции. Меѓутоа, прашање сега е големо. Дали Македонија при приклучувањето кон санкциите водеше сметка за последиците од нив кон нашата економија? Да не забораваме дека ние имаме таму извезува земјоделски производи, се извезуваат. Да се извезува алкалоид, има исто твое представништво, можеби 20 на 30 години таму работи и е доста добро позиционирано на пазарот на лекови во Русија. Те имаме и други компании кои што извезуваат. Па јаболката, праски. Да, земјоделските производи тука, овошјата и така. Така што сето тоа некој зборува дека станува збор, јас не ги знам точно конкретните бројки, околу 250 милиони долари на размена, што за Македонија и не е мала, бидејќи сме мала држава. Меѓутоа, прашање е сега каде ќе оди пласманот? Каде ќе оди тој пласман? Затоа што досега знаете што нашите имаат, македонски компании имаат отворено своји фирми во Србија, а Србија има договор со Русија за безцаринска размена. И нашите производи као одат во Србија, во нивните фирми и се третираат као српски, и до сега може да додат многу лесно во
многу лесно во Русија. Но прашање е сега со санкциите, дали тоа ќе може да го прават. Втора работа, прашање е плаќањето на стоките кои што ние ги продаваме таму. Русите викаат, нема да ви плаќаме више во евра, нема во долари, тој ќе се пишува и се зборува дека во рубли ќе плаќаат. Значи тоа прашање е отворено. Дали ќе може да се ги наплатат, прашање како ќе ги наплати, дали ќе може да ги наплатат своите стоки македонци. Нафтата, Мирче, преку Лукоил. Сега не Лукоил не е битно. Лукоил е мала компанија во Македонија, трета е мислам, дека не е битно. Нафтата воопшто во целост и гасот во целост кој ќе земе. Македонија нафтата главно е зависна од руска нафта. И од руски газ. Као што е Бугарија, као што е Србија, као што е голем дел, најголем дел во Европа се многу зависни од газ од Русија, од Русија, и од газ и од нафта. Сега прашањето е тоа дали ние ќе се приклучиме кон американското ембарго. Утре ќе дојде Бајден во Европа и Европа ќе му даде као на секој цар поклон нови санкции кон Русија и ќе се води дискусија во тие нови санкции дали сега ќе се откажуваат од нафтата, воопшто не се откажуваат, затоа што германскиот канцелар Шолц вика ние не можеме да се откажеме, 45% газ земаме, 30 нафта земаме, 35% газ имаме. Што ако се откажеме ние од рускиот газ, ќе ни колабира економијата, ќе нема што да се грееме, ќе нема производство. Веројатно такви санкции нема да бидат пренесени. Меѓутоа кај нас има луди министерски глави кои што може да речат Море тај се откажеме од увозот на руската нафта, демек да се покажеме поголеми русофоби отколку што се некои други. Да доминираме ние. Еве го слушнавме и министерот за локална самоуправа Горан Милевски на самовистина каде што така дрско го протерува амбасадорот руски од Македонија, таа дипломатска. Тоа е дипломатски скандал. Знаете што? Милевски најдобро си ја закне муцката да не зборува, затоа што тој воопшто не е задолжен да води надворешна политика. За надворешна политика во Македонија се задолжени претседателот, премиерот и министерот за надворешни работи. Значи тие се главните тројцата кои што ја спроведуваат надворешна, тие креираат надворешната политика, се разбира и владата, тука и парламентот до некаде. Меѓутоа, а не Милевски. Дали Милевски прашање го слушаат и дали го слушаат и во владата, а таман работа да го слушаат. Меѓутоа, тоа зборува за него како човек или као политик или као политичар. По мене тоа е, ви реков, еден скандал, еден да не речам простотилак од страната на еден министар искажан. Па било кој не е битно, утре можеби некој ќе се може и кон друг амбасадор, не е битно во моментот што е руски амбасадор. Меѓутоа, не е тоа начин на однесување на еден политичар, на член на влада. Тоа зборува, со тоа ја брука владата, ја брука и државата. Да. Ајде да го приведеме при крај ова наше интервју со вас. Кои ќе бидат резултатите од војната? Се гледа крајот. Овде медиумите, господин Адамчевски, велат дека Украина наликува на Сирија, Мариупол наликува на Алепо. Некаде се спомнува и бројка дури до 10 милиони бегалци внатрешно кои надворешно се иселени од Украина. Кое е вашето видување и ќе го да го завршиме? Значи, вака јас за тоа ме прашуваат по темина кога ќе има ли крај, кога ќе дојде. Јас викам, не знам, тоа ќе го прашате Путин и Бајден. Значи се зависи од нив. Тие двајца треба да седнат. Бајден некој го нарече Путин злосторник, воен, овона, меѓутоа да не забораваме да забораваме дека го нарече пред неколку месеци и убиец, па после 2 недели седна во Женева со Путин разговараше, се сретнаа. Како го нарече? Го нарече убиец. Да. Убиец. Да. За Путин го нарече, Путин е убиец. Не го прашуваат новинари, као сега што го праша, дали е Путин во едно интервју, дали е Путин убиец? Да, вика убиец. Сега после тоа 2 недели отиде во Женева, седеше со убиецот разговараше. Така да сакам да кажем, еви сега го нарече вака и вака, значи крајот го знаат само Путин и Бајден. Тие двајца треба да седнат, тие двајца треба да пресечат, затоа што сите други се
играчи, сите други се играчи најголем дел во рацете на Америка и Путин од друга страна се разбира веројатно и посредно поддржан од други држави, не директно, но посредно поддржан. Не мора материјално, но сепак со ова што не воведуваат санкции кон Русија, веќе тоа значи голема поддршка за Русија. Да не забораваме, тука се Кина, Индија, Турција, Израел, Пакистан и други, Бразил, Јужна Америка, но голем број држави. Така што крајот на војната не знам кога ќе биде. Украинците гинат и натаму ќе гинат доколку не се направи нешто. Јас не знам, Зеленски ги моли, го моли Западот, дајте ни ова, дајте ова, помагајте. Овие неќе да им помогнат. И не знам дали го гледавте, денес имаше интервју за Deutsche Welle. Не. Зеленски. Не сум го видел. Се уште стои на неговите цврсти ставови. И еве сакам да ве прашам колку ќе биде тој виновен за ова рушење на инфраструктурата на Украина и оние жртви, невини цивилни жртви, бидејќи во прашање се тука сега три страни: Соединетите Американски држави, Русија, па тука е и овај Зеленски, бидејќи Зеленски ве се уште цврсто стои и им дава морална подкрепа на војници, на цивили да се борат, она што реков на почетокот, американците сакаат да се борат до последниот украинец. Знаете што, Зеленски како секој претседател сака да ја бараме, ја браниме државата од инвазијата и така натаму. Меѓутоа мислам дека Зеленски и да не ја бранеше државата, русите да влегоа внатре во Украина, без еден испуган куршум не ќе може ништо да направат, ништо не ќе може да направат, као што влегоа 56 година Советскиот сојуз во Будимпешта, као што влегоа 68 година во Чешка. Па еве ги денес тие две држави се членки на Европската унија. Така што мислам дека дел од вината носи Зеленски со самиот факт што не се согласи да се спроведат минските договори. Доколку беше спроведен минскиот договор, Путин не ќе имаше алиби за напад. Тој во својот напад рече да го браниме населението од Донбас, кое што е демек секој ден го напаѓаат украинците, од геноцидот, да го спречиме геноцидот на населението на Донбас и денацификацијата и разоружувањето. Значи, можеше Зеленските тоа да го направи, не го направи тоа. Зошто не го направил? Некој велат имал страф од Азов и другите, од националистите, затоа што имал амбиција да биде доди на втор мандат за председател. Меѓутоа, во прашање тие државата, во прашањето илјадници луѓе се, илјадници милиони се. Не може, и милиони се нормално. Како можеш ти да вагаш твојот мандат, да го вагаш со тие жртви? Тоа никако не доаѓа пред. Никако не доаѓа пред. Јас не би сакал да верувам дека е така, но веројатно има и голема вистина во тоа, во сравот негов од Азот и од Ајдар, тие од двата екстремни. Јас ќе додадам, не мора вие да ми одговорите, ова ми наликува на во Македонија реториката кон Зоран Заев, ќе ја жртвува неговата политичка кариера за името на Република Македонија. Тоа сега и жртвуваше, го нема никаде. Да, меѓутоа жртвува Македонија историско. Жртвата, затоа реков. Затоа реков. Да, така. Господине Адамчевски, јас ви благодарам на вас, искрено ви благодарам за исцрпното интервју и вашите познавања кои ги дадовте околу состојбата во Украина, од западот и од истокот, па се разбира и македонските национални интереси. Ви благодарам уште на поканата и поздрав уште до слушателите. До гледање и до слушање. Да, до гледање.